Добро вечер, почитувани, добродојдовте во Гласот на народот. Вечерашното издание, почитувани, го посветив, според мене, едно од најсилните изданија, бидејќи да се одбележи четврт век на независност на една држава. Ќе се согласите со мене како автор на овој проект кој имам 17 години. Наистина ми представува еден од најсилните изданија. Зошто? Затоа говориме за една најсвета историски факт, кога еден народ одбележува четвртина век од независноста на својата држава. Република Македонија на 8 септември 1991 година јасно и гласно упати порака во светот дека е држава со сите белези. Држава која има свој народ, свој идентитет, свој јазик, своја историја, своја археологичка географија и се тоа. Држава која ги исполнила сите стандарди според сите меѓународни норми, според сите меѓународни обсервации, имајќи факт дека еден бандинтер, кој јас навистина го почитувам и го поздравувам од ова место со оглед дека повеќе пати во Гласот на народот овие 17 години даде една прилика, можност да каже, да даде одговор на моето прашање дали ние на референдум треба да се изјасниме повторно за и околу нашиот идентитет и прашање околу името господинот Бандинтер. Морам мала дигресија на почетокот на најавата. Одговори скратко, односно лаконски рекол, вие можете на референдум да излезете за трамваи и за локална самоуправа, меѓутоа за нешто свето не се гласа, односно не се излегува на еден таков начин на изјаснување. Ова почитувани не случајно го кажувам изворно во оваа емисија и стојам за оваа изјава, бидејќи ако арбитражната комисија кажа дека Македонија пред сите југословенски републики ги исполнува критериумите да биде држава на дел на Европската унија, ние 25 години натаму сме во еден лабиринт, во еден чорсокак, бидејќи некој тоа го посакал и го зацртал и го дефинирал. Но како и да е, вечера ќе говориме за 25 години независност со мои еминентни соговорници и ваши соговорници, кои ќе го задржат вашето внимание овие 120 минути. Ролодим село Турново врши рижање на сите видови на сунгер по димензии и производство на душаци со мемори пена, кои лесно се прилагодуваат на вашето тело и ви овозможуваат луксузна удобност, комфорт и баланс, кои се неопходни за мирен сон. А ако сакате да додадете дополнителен слој за потпора и удобност на вашиот кауч или постојан душак, наддушиците од Ролодим се совршено решение за вас. Ролодим село Турново. Одличен избор за сон од соништата. За прв пат на Охридската ривиера ексклузивни цени со 25% попуст, почнувајќи од 1250 евра на рати. Промотивно до 31 март можност за купување преку стамбен кредит од Комерцијална банка АД Скопје со рок на отплата до 30 години. Каматна стапка од 2,9% годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за останатиот период на отплата, без надомест за одобрување на кредит и без трошоци за процена на вредност на хипотека. Дозволете ми на почетокот да ви дам искрен со голема љубов да го представам почит првиот министер за правда во владата на Република Македонија, во владата на Никола Клјусев, мојот драг и почитан пријател, господинот Наумов, министер Ѓорѓи Наумов, добро вечер и добродојдовте. Добро најдов. Возбудата евидентна, знаете зашто? Видејќи Гласот на народот имаше секојаш големо задоволство да покани да разговара со вас од причина бидејќи сте сведок на она што се случувало овие 25 години во Република Македонија од поставувањето на фундаментите за незината независност. Да, благодарам. Прво да кажам дека во државната
во историјата, државноправната теорија, историјата на македонскиот народ има многу настани, има многу датуми, има многу личности за кои ние како народ, како држава мораме да во одредено време да пројаваме внимание за нивно прикажување пред македонската јавност. Тие настани се многу бројни, но меѓу нив има три за мене значајни настани кои што не се само за одредено време, туку од милениумски период и време кои треба постојано да ги следиме, а тоа е создавањето на македонската држава. Само ќе ми дозволите да ги представиме останатите гости и веднаш се враќаме повторно на вашето прашање. Ако ми дозволите да продолжам со представувањето на соговорниците. Нашиот втор соговорник е професор доктор Михаил Миновски. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер и мило ми е што можеме да земам учество во една ваква емисија кога се одбележува, како што вие рековте, 4 век од државната независност на Република Македонија. Благодарам. Професор доктор Јанко Бачев, професор по меѓународно право, добро дојдовте. Добро вечер. Председател на Светскиот македонски конгрес и еден од првите пратеници во првиот парламентарен состав, Тодор Петров. Добро вечер, добро најдов и поздрав до слушателите и гледачите на Гласот на народот. И професорот по уставно право, професорот Осман Кадрио. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер за вас. Фала за поканата. Драго ми е што сум присутен на ова значајна расправа и тркале за маса. Нека ни е честит јубилејниот 4 век независноста на нашата држава. Така. Простевете, господин Номов, што ја прекинав, но еве, продолжете. Како што знаеме сите, на 8 септември 1991 година македонскиот народ плебисцитарно на референдум се изјасни дека сака да живее во самостојна, суверена, независна држава Македонија. Ние, промоторите, протагонистите за оваа идеја во владата на експертската или државотворната влада на Република Македонија, се заложивме оваа идеја за создавање на суверена независна Македонија да ја реализираме, разбира се, со пратениците во парламентот, а најбројна пратеничка група беше партијата на ВМРО ДПМН, која имаше 38 гласа, и секојаш кога ни беа потребни гласови, морам да посочам, резервниот играч ни беше Тодор Петров, кога го взимавме, бидејќи застапуваше иста теорија, иста опција, да гласа за предлозите на ВМРО ДПМН и Евтим Манев, кој што беше независен пратеник од Радовиш. Пазите, тоа беше историски чин за македонскиот народ, кој што се равна заедно со чиновите од Крушевската република и со АСНОМ. Тие три настани мора да бидат од вековно значење, од милениумско значење за македонскиот народ, бидејќи македонскиот народ заедно со другите граѓани кои живеат во Република Македонија во период од 1 век создадоа три држави. 903 година ја создадоа Крушевската република. 43 година ја создадоа Асамска Македонија и 91 година ја создадовме независна суверена Република Македонија. Тие, кога реков, создадоа држава со сите председател Никола Карев, Ченто, Методиј Антонов Ченто и Киро Григоров со примери, разбира се. Јас на некој начин упаднав во оваа група на протагонисти за создавање на македонска држава и навистина станав прв министер за правда и сум горд со тоа што во Крушевската република прв министер за правда беше Дино Вангели. Во АСНО беше Павел Шатев. Во 1991 година станав јас министер за правда и со тоа се одолжив на моите предци на македонската популација кои што со векови сонуваат за самостојна независна држава, произлегувам од репресирано семејство кое што дало многу жртви за идејата за остварување на идејата на ВМРО, да, од прадедовци, дедовци, татко, чичко, брат, судени, осудени, стрелани и така натаму. И мене ми беше навистина посебно горд бев кога бев на бината кога ја прогласивме Република Македонија за самостојна суверена, бидејќи јас имав таа чест во име на сите предци што ги набројав да учествувам во создавањето на оваа држава.
некои ме прашуваат, па како ти беше јавен обвинител, а сега си контра, против системот. Па некој мораше да екзистира, да работи. Јас, татко ми во затвор, брат ми во затвор, ни зедоа и имотот конфискува, ни дадоа една собичка во куќата што имавме, земјата ни зема, ни стави бегалци од Егејскиот дел на Македонија, нас роднини и пријатели ме издржаа. И јас морав како дете да учествувам 46 година на судењето во Штип, каде што прва штипска моравска група се судеше да видам зошто го судат брат ми и татко ми. Јас како малолетник и нема појма за ВМРО. Кога тамо слушам дека ние се боревме, брат ми беше и партизан, ние се боревме за обединета Македонија, а сега ни доведува века раководители, колонисти од Србија, од Црна Гора и така натаму. И од тогаш медијата постојано во мене тлееше, не презимав никакви мерки за да нешто направам, за да ја упаднам во затвор, него едноставно се декларирав и многу пати на крај краиша успеа преку Чемерски и преку Денко. Борил Денков. Како се викаше на Штипјанец, Михаил Данев, председател на Вие причам го имате сето тоа го артикулирано во да, ова прекрасна книга, ние ќе ја представиме. Интервенират, но добро е, вие ме сакате мене како стручнак и не ме сакате како идеолог. Како е идеолошки, јас сам деклариран во Моровец, не презимам ништо против државата, примете ме и по барање на кадри од јавно обвинителство, ја дојдов до заменик обвинител, тамо станав министер и од министер поново министер во Лјупчевата влада и поново председател на Верската комисија. Така да мислам дека денес кога веќе имаме 25 години самостојна независна држава Македонија, а ги гледаме породилните болки на оваа наша држава, млада држава, дека се кошкаме, едни сме со дела, едни со обеќања и со слики или со фарбање, со уништување на државен имот, општествена имовина и така натаму. И се спрашувам сад, можат ли молери да водат држава? Еве, тие што ги фарба објектите, културно-историските, тоа беа ние ќе се навратиме действията што ги праве како да се молери. Молерите по правило работат за уредување на просториите, објектите. Овие уствари уништува објекти со тоа нивно молерење. Се навратиме се извинувам за фактичката ситуација, но дозволете ми, почитани господа и почитани гледачи, направен да имаме еден прилог, да направиме едно ретро, што е тоа што се случи на 8 септември. Тоа е на убава приказна, околу 3 минути и 20 секунди. И токму ги начинувате овие елементи, вие што ги спомнавте на почетокот на вашето искажување. И одим понатаму кои се придобивките од 25 години од македонската независност режија. Одиме со првиот прилог и веднаш се враќаме во студиото. Останете со нас. Крајот на 80-тите и раните 90-ти години на 20-тиот век донесоа големи промени во светот, а особено во Европа. Со падот на Берлинскиот зид почна да се испишува нова европска историја. Заврши студената војна. Заедно со зидот, под налетот на демократските сили, падна и комунистичките режими кои половина век го делеа континентот на два дела. Во тие големи чекори, кон освојувањето на демократијата се вклучи и Македонија, започнувајќи го патот кон самостојна и суверена држава, надвор од Југословенската федерација. На 25 јануари 1991 година Македонскиот парламент ја усвои декларацијата за независност на Република Македонија, пошто следуваше и одлуката за распишување референдум. На 6 август 1991 година Собранието на Република Македонија со акламација донесе одлука за распишување референдум на кој граѓаните на Републиката требаше да се изјаснат за прашањето. Дали сте за суверена и самостојна држава Македонија со право да стапи во иден сојуз на суверени држави на Југославија? Вака формулираното прашање беше поставено пред се поради фактот што Југословенската народна армија се уште се наоѓаше во македонските касарни и нејзиниот врв размислуваше со силата на оружјето и заплашување да го спречи неизбежниот процес на распаѓање на самата федерација. Референдумот за самостојна и суверена Република Македонија беше спроведен на 8 септември 1991 година. Од вкупно запишаните 1
494.626 гласачи гласа 71,85%, а од нив тури 95,32% се изјаснија за формирање самостојна и суверена држава. Врз основа на резултатите на референдумот, кои ја отсликуваа желбата за независност на граѓаните, Собранието го заокружи процесот на осамостојување на Република Македонија. По ова изјаснување, на 17 ноември 1991 беше донесен и изгласан првиот устав на суверена Република Македонија, а следниот месец на 19 декември 1991 година во Собранието беше усвоена Декларацијата за меѓународно признавање на Република Македонија како суверена и независна држава. Неколку месеци подоцна, ЈНА ја напушти територијата на Република Македонија, а на 18 август 1992 беше формирана и армијата на Република Македонија. Важен чекор кон монетарното и економското осамостојување беше и воведувањето на македонската валута, денар, на 26 април 1992 година. На овој начин, 8 септември 1991 година останува да се памети и да се празнува како датум на кој беше формално почната и остварена историската цел на нашиот народ. Овој датум означува реализација на идеалите и копнежите на генерации македонци кои ги посветија и ги дадоа своите животи во вековната борба за формирање самостојна македонска држава, во која конечно македонците, заедно со другите граѓани кои се дел од заедниците во Македонија, ќе може да живеат слободно и самостојно. 8 септември е ден кога се слави независноста на Република Македонија. Тоа беше подсетникот, тоа за кој вечер не говориме, или четврт век независност. Професор Миновски, што ќе додадете на сето ова, како историчар? Само тоа се разбира дека ова е најкрупниот датум во поновата историја на македонскиот народ, да се создаде самостојна и независна, суверена држава. Тоа е голем историски чин, се разбира, и за многу други поголеми народи, отколку што, да речеме, македонскиот народ. Меѓутоа, треба да се спомене, не можеме да се не осврнеме на некои други исто така значајни моменти. Македонската суверена независна држава има свој континуитет. Тој континуитет, како современа држава, слави исто така оваа година, од 1944 година сметајќи, тоа се веќе неколку децении постојање на една која перманентно се развивала самостојна држава, демократска држава во првиот период во рамките на една федеративна југословенска држава. И треба исто така да одбележиме дека континуитетот на борбата на македонскиот народ трае многу подолго за ослободување и создавање на држава. Значи, на претходи на создавање самостојна држава оголем број на еден цели, да речеме, деценинска борба на македонскиот народ со огромни жртви што ги даде, или можеме да кажеме дека 140 години од почетокот на организираното движење за ослободување и создавање самостојна држава, тоа е од овај разловечкото стание од 1876 година, па преку се разбира кресцијанското македонско стание и особено Илинденската епопеја, кога македонскиот народ изгради практично една држава во рамките на османлиска држава и создаде своја тајна македонска армија, меѓутоа се разбира во еден историски контекст кога македонскиот народ се најде во окружување од сите страни со аспиранти или непријателски настроени балкански држави, но исто така и на големите европски сили. А големите европски сили беа во тоа време меѓународната, како се вика, меѓународната заедница, која одлучуваше
за судбината на малите народи. И се разбира дека почнувајќи од 1878 година, од Берлинскиот конгрес, кога се воспостави новиот поредок на Балканот, па до Втората светска војна, големите сили секојаш беа условно кажано антимакедонски определени, односно тие беа прво за зачувување на територијалното статус-кво на Балканот, односно одржување сомалиската држава, а потоа се разбира да ги задовола интересите на своите балкански сојузници и Македонија стана предмет на поделби. И се разбира дури во едно друго време, во една друга меѓународна констелација, во Втората светска војна, веќе таа нова македонска армија, изградена врз традициите на илинденскиот период, успеа самостојно да се избори, да извојува, да речеме, ослободувањето на македонскиот народ, се разбира на еден дел од националната и територија, и да се конституира современата македонска држава во 1944 година. Она што е важно да се напомене, за разлика од оној историски период, кога имаме поради различните влијанија од различни фактори, покрај единството и успехот што се постигаше, исто така имаме натрешни поделби кои што сме современици и сега да не се случува. И можеби тоа ги отежнуваше она, да речеме, тоа што ние условно задоцнеме во создавањето на самостојна држава Република Македонија, односно Демократска Република Македонија во 1944 година. Она што е посебно значено покрај огромниот број на жртви, скапо платена државност, со цели генерации кои што ги дадоа своите животи за создавањето, за слободата на македонскиот народ и создавањето своја држава. Исто тоа што многу е важно да се спомене, особено во времето на Асном, што после еден долг временски историски период на татрешни поделби имаме обединување, така да речеме, на сите фактори при прогласувањето на конституирањето на македонска држава. Може би заслужува тоа да се спомене, да речеме, на заседанието на Асном, председателот на президимот Ченто, кога вика за големата историска одговорност што има не само делегатите на собранието, туку сите оние македонци кои си взеле заправо или се обврзале да ги застапуваат интересите на македонскиот народ и дека тие треба честно и искрено да служат на својот народ, а тоа значи истовремено историска одговорност за македонската држава. И тоа се покаже дека треба тие секогаш постојано така да работат за прогресирање на македонска држава и како што тој вели во вечни времења. Меѓутоа, после тоа се случува многу осцилации. Значајно се разбира и уставното уредување на Македонија со новиот устав од 1946 година и сите овие промени. Ако се проследат уставните промени, ќе се види со какви се проблеми или во какви состојби се најдувала државата, односно оние политичките фактори кои што ја воделе државата и кои што во крајна линија одлучувале за тоа како ќе изгледа таа држава. И се разбира до оној период до 1991 година, кога ете како круна на таа борба за државност, имаме веќе самостојна независна држава. Меѓутоа сега она останува прашањето, може би да се направи на ретроспектива што беше направено, зошто се случува некои процеси какви што се случува, зошто толку имаме длабока криза, особено проблемот со меѓународното позиционирање на Република Македонија и многу честите уставни промени што се случува, промените уставни, а со тоа, со тие уставни промени се разбира и отварање на некои проблеми кои се појавуваат во правниот поредок на Република Македонија, за кој што може би треба да се разговара обширно, за да се согледа барем каде одиме, се разбира во наредниот период. Да направиме првиот круг на прашања кои се придобивките од 25 години на независност. Професор Бачев, од меѓународен аспект, меѓународен профил, меѓународното право, таму и на една општа, една стожер кај вика реал политика, или кај што има сила, правда нема. Македонија од 197 земји од Светската асамблеја, 137 не признале под уставното име.
Од тој ракурс, како вие дефинирате Македонија овие 25 години, бидејќи професор Миновски убаво спомна, се уште апетитите не згасна на големите сили или центри на моќ Македонија да биде независна, да биде самостојна, да биде меѓународно призната. Неспорно е дека се приклучувам на мислењата на моите соговорници дека се работи за историски момент за Македонија со стекнувањето на независноста, бидејќи на 8 септември Македонија се стекна со независност на еден дел од својата територија и за еден дел од македонскиот народ. И сега, после тој момент, Македонија беше исправена пред големи предизвици, бидејќи со самото референдум беше на 8 септември, тоа веќе можеше да се наследи 4 дена претходно. Тогашниот грчки министер Самарас кажа дека Македонија со референдумот не се изјаснува за независност, него се изјаснува за нејзината позиција во рамките на Југословенската федерација. И веќе може да се навести дека Македонија ќе биде проблематичен нејзиниот од кон меѓународното признавање, али можеби Самарас имал основа да верува во тоа, бидејќи имаше едно двосмислено референдумско прашање, кое што како да кажуваше, како да потсвесно да прашувавме дали може во Југославија. Сега господинот Наумов го спомна првиот дел, ами имаше и втор дел од тоа прашање. Понатаму веќе тој предизвик пред кој беше соочена земјата, видовме, Македонија не го доби во прв момент меѓународното признавање. Сега вие зборувате за странски центри, јас не сум поборник за се да ги обвинувам странците и тука ќе кажам дека вината е во нас, македонците можеби повеќе. Во овие години, во системот во кој што живеевме во овие 25 години, во партиите што ги поддржувавме, во принципите што ги прифативме на нашето живење, и во тој 25 годишен од јас многу гледам повеќе грешки на домашен терен од домашната политика, бидејќи на тој пат кон меѓународното признавање на Македонија неспорно дека имаше пречки од меѓународен карактер, но повеќе јас пречки гледам на домашен терен, бидејќи во тоа време се направени крупни грешки во македонската политика. Можеби причината за тоа е што тогашниот претседател Глигоров парламентарниот систем кој што беше воспоставен со уставот де факто го претвори во претседателски систем. Беше преграбена целата власт кај претседателот и тука можеби сега вина носат и сите пратеници од првиот пратенички состав и тогашната влада што можеби му ја дозволи таа позиција, бидејќи надворешната политика ја водеше еден човек или поточно 1,5 човек, Киро Глигоров и Денко Малевски. Во тоа време дури се одеше со тие баналности, се кажуваше дека владата е експертска и не треба да носи политички ставови. Во тоа време се одеше до едни такви баналности и како резултат што не беше направен така еден поширок тим кој што ќе работи на проблематиката на името од историчари, познавачи на меѓународното право, лингвисти, дури и психолози, бидејќи прашањето за името е прашање од највисок интерес за Македонија и македонците. И на тој пат се направи тие грешки и сега тука телеграфски да набрам неколку, а во емисијата може ќе се навратиме. Значи референдумското прашање не се свати таа меѓународно призната тактика на блефирање што ја правеше Југословенската народна армија, бидејќи во тоа време ја немаше нити капацитет, нити можност да отвора трет фронт во Македонија, него така умишлено блефираше. Се сеќавате на тие изјави, ќе го бомбардираме Скопје, ќе го срамниме со земја. Така тие тактики на блефирање и користеше и брзопотезно се промени уставот. Например, само после 2 месеци од изгласување на македонскиот устав во јануари месец 1992 година брзопотезно се промени уставот и нашите политичари пред Киро Глигоров мислеа дека ќе ја импресионираат европската јавност во Брисел и ќе го промениме уставот и ќе не признаат без претходно да бараат гаранции. Што значи ако ние го промениме уставот? Вие спомнавте тој грчкиот член, да кажеме ние Македонија промени член во уставот кој што се содржи во грчкиот устав. Арно Киро Глигоров после 2 години од тоа излезе, каже па мене вика никој не ме предупреди. Тоа што ние го менуваме во македонскиот устав, го имало во грчкиот устав. Ама како ќе го предупреди некој кога не собра? Тоа за откажување на македонците. Па тоа денеска така се толкува. Таа промена на тие 2 члена во уставот се толкува како Македонија да се откажи од припадниците на македонскиот народ во соседните земји и како да го предупредат Киро Глигоров кога не собра од себе, не направи еден стручен тим кој што ќе работи деноноќно на таа проблематика. Понатаму тој несреќен прием во Македонија следеше со предвремената референца и со тука сметам дека е направена грешка, па промена на името, на знамето, така да фактички се истрошија сите адути. Без да се направи една конкретна анализа што значи ако ние ги прифатиме сите тие отстапувања, условувања што не беа давани од во тоа време Европската заедница и како видов на крајот пак изостана тоа меѓународно признавање. Значи на тој пат на тоа меѓународно признавање на Македонија, значи вина лежи и кај и во домашната политика. И сега така еден збор на каже да се каже дека како придобивка можеме ли да дадеме за на почеток да речеме придобивка станавме независна држава, станавме членка на Обединетите нации, ама асално не се израдувавме на таа независност. Еве гледате, беше 8 април.
Кој го слави веќе 8 април во Македонија? Улиците на Скопје се пусти. Дури начинот на приемот на 8 април 93 година, а историските моменти се резултат на некои народни веселби, манифестации. Така да сега беа правени тие, така да кажам, дали тоа е резултат на неискуство, на непознавање, дали имало и намера, тоа останува сега пред се науката од една 25 годишна дистанца да направи една анализа. Првиот министер за правда. Професорот по уставно право, господин Смокадрiju, вашите еден гостоморен професор. Благодарам за дадениот збор, уважени колеги и мошни почитувани. Јас, како професор по уставно право, така и ме наговестивте, ќе ми дозволите од уставно-правниот аспект накратко да го објаснам уставниот развиток на нашата земја. Како што е познато, со распаѓањето на трите познати социјалистички федерации, Југословенска, Чекословачка и Совјетска, настана повеќе од 20 држави на просторите на овие поранешни социјалистички федерации. Во комплексот на тие држави ја прогласивме независноста и на нашата држава, Република Македонија. Со прогласувањето на нашата држава како самостојна, демократска, социјална држава, без секој сомневање, за секоја држава, па и за нашата, требаше да се почне со правното и уставното уредување на земјата, на односите во земјата, на односите во сите сфери на општеството. При правното уредување, без секој сомневање, требаше да се донесе и првиот, најзначаен акт. Основниот закон, како го викат во одделни земји, например во Германија, а тој е уставот на земјата, како највисок правен акт. Нашата држава, веднаш по прогласувањето, се нагласи од претходните соговорници, во 1991 година пристапи кон донесувањето на новиот устав. И прв устав. Се формираше една стручна група, работна група од познати експерти на нашата држава, која работеше на подготовката на материјалот, кој ќе биде добар материјал, добра основа за еден иден устав. Требаше, според определбите што ги имаше парламентот, владата, па и работната група, да се изврши консултација во 25 правни држави, правни системи и нивните устави. Работната група успе да обави консултација со 17 правни држави, правни системи, поточно устави. Пристапи кон изготвувањето на уставот и веднаш да нагласим дека нашиот устав и овај устав ги содржи атрибутите на поранешните социјалистички устави од аспект и критериум на сложеноста на процедурата при неговото донесување. И овај устав, прв устав на нашата држава, припаѓа во групата, ние ги нарекуваме во правото, во уставното право посебно, на тврди устави. За разлика од меких устави кои брзо се менуваат, постапката е кратка, не е сложена, не е проблематична, а кај тврдите устави, како што е нашиот устав, ве молам, имаме ние сложена процедура. Само да се подсетиме, ве молам, секој устав, па и неговите измени дополненија, поминуваат низ 3 фази. Тоа се случи и со новиот устав. Фаза на нацрт, фаза на предлог и на крајот мериторно усвојување страна на парламентот, кој е единствен орган кој е надлежен да го донесе уставот. Се донесе уставот. Морам да нагласам уште сега и на самиот почеток. Според содржината на уставот и државното уредување, општественото уредување кој се уредува со самиот устав како највисок правен акт, нашиот устав денеска се цени и припаѓа во групата на демократските устави во светот. Со тоа се потврдува и дефиницијата на нашата држава, која дефиниција произлегува и се нагласува во првите одредби на уставот, дека Република Македонија е демократска, самостојна, независна, социјална држава. Се определуваме, ве молам, за парламентарна демократија.
To je osnovni beljak na našиот устав. И од друга страна, оно што е посебност на нашиот устав, а го нагласувам онај демократскиот елемент, демократската компонента, нашиот устав за прв пат, овај устав, за разлика од социјалистичките устави, трите што ги имавме во режимот на социјалистичкото право, социјалистичкиот режим, на човековите права и слободи, ве молам, им посветува посебно внимание и скоро 1/3 на одредбите на нашиот устав, ве молам, се определува за уредување, утврдување и гаранција на човековите права и слободи. А тоа е значајна, ве молам, новина, значајна посебност, значајна, да кажем, придобивка што ние ја имаме вградено во нашиот устав, затоа што, да се подсетиме, во секоја земја, посебно во земјите кои се определуваат дека се демократски земји, кои градат демокрација, тие, ве молам, демократијата ја ценат според гаранцијата, уредувањето и промовирањето на човековите права и слободи. Со донесувањето на уставот, ќе ми дозволите, требаше нашата држава да изврши сега и правно заокружување на сите области и на сите општествени односи со конкретни правни норми, на прво место со конкретни закони. И затоа и законодавниот дом се нарекува законодавен дом, затоа што основна дејност, основна надлежност на парламентот, на законодавниот дом е да донесе закони. Се пристапи кон донесување на законите, а при фактот дека секоја држава, па и нашата држава во почетокот, не може да ги донесе сите закони и правно и со закон да ги уреди сите области, ве молам, во законот, односно уставниот закон за спроведување на уставот се предвиди една одредба која гласи дека до донесувањето на конкретните закони што ги немавме, ќе се применуваат сојузните прописи како републички прописи. Само за пример, закон за облигационите односи, закон за собственост и другите закони. Нашата држава пристапи и изврши во определеното време со самиот закон, уставниот закон утврден и пристапи кон донесување на конкретните закони и сметам дека поголемиот дел на областите, ве молам, се уредени со закони и тие се во согласност со нашиот устав, а во таа согласност мора да бидат се разбира сите закони и други прописи. Ова многу интересно, благодарам за добриот одговор, со оглед дека ќе дадам еден коментар како новинар. Значи, што значи наука, што е дневна политика. Значи, со ова можам да констатирам дека навистина пратениците во парламентот на Република Македонија во составот 91, значи кои не излегува да гласат 17 ноември 91, со ова фактички ми дадовте и ми државте на лекција дека овој устав тотално во целост ги признава човековите права во Република Македонија. Можам да го констатирам да со ваше Апсолутно. Да. Сум Петров, вие сте председател на Светскиот македонски конгрес, едно од најголемите невладини тела или организации, да бидам искрен, кои екзистира пред на самостојност на Република Македонија 1989. Исправете ме. Светскиот македонски конгрес е формиран 1899 година во Женева, Швајцарија, во време на Отоманската империја, кога македонската емиграција ја протежирала идејата за суверена, самостојна македонска држава на овие простори. На моја исправка се извинувам, меѓутоа во однос на плурализмот во Македонија, 1990 година, во предвечерието на распагањето на поранешна СФР Југославија. Инаку, јас бев независен пратеник во првиот повеќе партиски парламентарен состав од 1990 до 1994 година во така нареченото уставотворно собрание, кое што ја прокламира и ја уреди сувереност и самостојноста на државата Македонија. И затоа можам слободно да кажам дека и после се, и покрај се, до 8 септември 1991 и после 8 септември 1991 година, од се најважно е дека после дисолуцијата на поранешна СФР Југославија, Македонија повторно е суверена држава, македонците повторно се суверена нација, Македонија е одржлива демократија, македонците се посветена нација и таа историја вистина повеќе никој и никогаш не може да ја смени.
Меѓутоа, бидејќи сме во пресред на денот на независноста, 8 септември, кога се одржа референдумот, да се подсетиме и на референдумското прашање. Така? Често пати и во науката, и во медиумите се прават импровизации. И зато подсетувањето е мајка на знаењето, односно повторувањето. А тоа е дека референдумското прашање гласеше, цитирам, дали сте за суверена и самостојна држава Македонија, заплика, со право да стапи во иден сојуз на суверените држави на Југославија. Завршен цитат. Со тоа прашањето за државното име уште еднаш е правно абсолвирано и затворено. Затоа сите разговори, договори за промена на државното име Пропаѓаат. и на идентитетот на нацијата представуваат флагрантно кршење на Уставот. Затоа што на крајот на краиштата сите носители на јавни функции полагаат свечена изјава, заклетва дека ќе ги штитат правата, слободите, поредокот на државата Македонија. За релаксација на тензиите околу името на државата со јужниот сосед, првиот повеќепартиски парламентарен состав си дозволи за слобода, наместо да донесе на 17 ноември 1991 година устав на државата Македонија, како што гласеше и беше изгласано референдумското прашање, ние донесовме устав на Република Македонија, ставајќи јасно до знаење дека ги прифаќаме постојните граници и актуелната геополитика на државата Македонија. Деклариравме отпосле под притисок со амандмани на Уставот веднаш во 1992 година дека немаме територијални претензии. Подоцна се откажавме и од државното знаме 16-зрачното златно жолто сонце како субститут на времената македонско-грчка согласност од 13 септември 1995 година за да се деблокира границата со блокадата што ја воспостави трговското ембардо Грција према Македонија. Меѓутоа, вториот дел од референдумското прашање кој создава дилеми е целосно абсолвирано со Уставот од 17 ноември 1991 година. Затоа што пристапувањето на Македонија во сојуз со суверени држави е експлицитно многу јасно дефинирано во членот 120. Утврдена е процедурата и затоа уште во 1991 година после референдумот како независен пратеник предложив резолуција со која собранието требаше да констатира дека вториот дел е абсолвирано со Уставот и практично не произведува правни дејства, за да некој мисли дека Македонија е во резерва за некаков иден сојуз. За подсетување само дека и референдумското прашање беше тема на долга расправа во собранието. Првиот текст на референдумското прашање гласеше дали сте за суверена и самостојна држава Македонија запрека со право да стапи во сојуз на суверени држави на Југославија. Меѓутоа во тоа време Социјалдемократскиот сојуз и Киро Глигоров водеа платформа Глигоров Изетбеговиќ. 4+2. Предлага асиметрична федерација. Светот не можеше да препознае што оваа држава воопшто бара. Ревизија на Југославија или само сувереност и самостојност, како суверена и самостојна држава. И тоа создаде дилема. Ние со резолуцијата со Декларацијата за сувереност на Социјалистичка република Македонија од 25 јануари 1921 година многу јасно ставивме до знаење дека доколку Југославија продолжи да се растура со воени средства, владата е должна на собранието да му предложи уставен закон и сите останати закони за целосно самостојување на државноста. Кога почнаа војните во Југославија, во Словенија, во Хрватска, во Босна и Херцеговина, собранието побара владата да му предложи
да му предложи уставен закон за целосно самостојување. И тоа беше на затворена седница на собранието со сите закони кои што ги имавме пред нас. Меѓутоа, дефектот беше поради платформата Глегоров Изетбеговиќ за асиметрична федерација. Социјалдемократскиот сојуз побара да се отфрли осамостојувањето на државата, затоа што предпоставува дека тоа би представувало еднострано отцепување од Југославија. Уставниот суд на Југославија ќе ни ги поништи сите акти, они живеат се уште во свеста со таа Југославија и неизин продолжување. Затоа и во статутот на СДСМ ВМРО ја врза својата генеза со Солун и Македонија од 1893. Меѓутоа, доскоро во статутот на СДСМ својата генеза ја врза со Социјалистичка партија на Југославија во заграда комунисти, формирана 1918 во Белград. Значи, матрицата им беше поинаква. Затоа и кавгите околу дали да се отсвири југословенската на конституирањето на самостојното на собранието на првото повеќепартско парламентарно собрание на Македонија или не и така натаму. За химната мислите? Да. Меѓутоа, сакав да кажам дека владата излезе со став пред собранието, дека прашањето е вториот дел референдумското прашање по мојата предлог резолуција е апсолвирано во уставот, процедурата е дефинирана за пристапување или стапување во сојуз на држави со членот 20 и со самото тоа Македонија си останува суверена и самостојна држава. Тоа владата со мислење во времето на Бранко Црвенковски, кој беше премиер, го предложи во собранието. Собранието не гласаше по мојата резолуција, меѓутоа го прифати мислењето на владата и така продолживме со самостојноста и сувереноста на државата Македонија. Меѓутоа, на затворената седница, Социјалдемократскиот сојуз го обструира гласањето на Уставниот закон за осамостојување и побара референдум. И тогаш во тоа референдумско прашање се наметна дилемата што со Југославија. Кога го предложија референдумското прашање дали сте за суверена и самостојна држава Македонија, запирка со право да стапи во еден сојуз на суверени држави на Југославија, прво дилемата беше дали да предложат за да не бидеме жртва на редуцирана федерација, ако една република излезе од тој сојуз, дали ќе останеме, дали да стои 6 републики на Југославија. Меѓутоа, кај дел од македонските пратеници се јави дилема, ако напишеме 6, дали ПДП ќе предложи 8, барајќи со тоа референдумско прашање да прејудицира самостојување на Косово и на Војводина од Србија. А знаеме какви беа позициите на СДСМ кон таа поранешна Југославија. И дилемата ја разрешивме со еден амандман на независниот пратеник Тодор Петров. Бидејќи македонскиот јазик суверени е неопределена форма, може да биде сојуз на суверени држави на Југославија со 2 и со 3 републики, со 4 или 5. Предложив амандман да зборот суверен се замени со зборот суверените, со образложение доколку една република излезе од таа федерација, Македонија нема да остане во редуцирана федерација. Собранието го прифати тој амандман, меѓутоа еден куриозитет, зашто сум горд дека движејќи се во тие собраниски кулуари сум одиграл, да кажем, некоја историска улога. Кога се прати референдумското прашање на печатење долу во печатницата на Собранието на Македонија, председател на Собранието Стојан Андов го пратил предлогот на референдумското прашање без амандманот на независниот пратеник Тодор Петров и шетајќи се кај вработените, до кај стигнавте со печатењето на гласачките ливчиња, а пак готови сме. Видов дека на гласачкото ливче напишано прашањето дали сте за самостојна и суверена држава Македонија, запрека со право да стапи во сојуз на суверени држави на Југославија. И реков, ова референдумско прашање не е точно. Ние го усвоивме амандманот суверените држави на Југославија, за да се знае дека или сите 6 остануваат, или ако една излезе Македонија во редуцирана федерација нема да продолжи да живее. Го прекина печатењето, се исконсултира со Стојан Андов. Тој турнус на отпечатени гласачки ливчиња ги фрлија и отпечатија нови со амандманот што го предложив, за да
за да импликациите не бидат далекосежни. Тоа е околу референдумското прашање, за да нема дилема дали Југославија се уште не виси над глава. И секако важен настан од тој период што го поминавме, кои беа конституирањето на собранието на 8 јануари 1991 година. Декларацијата за сувереност на Социјалистичка република Македонија 25 јануари што ја предложи ВМРО ДПМН. Потоа референдумското прашање 8 септември 1991 година. Па донесувањето на Уставот на Република Македонија 17 ноември 1991 година. Одлуката за членство на Македонија во Обединетите нации од 3 јули 1992 година. Приемот на Македонија во Обединетите нации на 8 април 1993 година. Одлуката за членство на Македонија во НАТО и на таква одлука имаше собранието од 23 декември 1993 година. Македонската временна согласност, македонско-грчката временна согласност од 13 септември 1995 година и понатаму референдум за територијалната организација 7 ноември 2004 година, претходно војната во Македонија во 2001 година. Самитот на НАТО 2008 година, тужбата на Македонија против Грција за непочитување на член 11 од привремената македонско-грчка согласност, се до објавата на пресудата од 5 декември 2011 година. Тоа се сметам значени датуми настани во ова историја на четврт век од возобновувањето на државност. И уште едно дополнување. Кога се заврши референдумот, требаше да го донесеме закон за државните празници. И стана дилема, го имаме 2 август, што ќе биде 8 септември? Дали ќе биде тој денот на државноста, од кога почнала Македонија како држава? И таа дилема ја разрешив повторно јас како независен пратеник со амандман. Реков 2 август е ден на државноста и тоа не доаѓа во предвид. Македонија не е од 8 септември 1991 година формирана. Туку ја возобновила својата државност на 2 август 1944 година. На Аснам, каде што и кога присутните прокламирање обединување, ослободување, обединување на Македонија. А 8 септември е денот на независноста. И од тогаш во Закон за државните празници 2 август го славиме како ден на државноста, како државен празник и секој државен празник 8 септември, но како ден на независноста. После дисолуцијата на поранешна СФР Југославија. Почитувани, да имаме само една јасна слика. За вечерашната емисија јас се упати пораки до представниците на Социјалдемократскиот сојуз, поранешни министри за надворешни работи, актуелниот лидер на Социјалдемократскиот сојуз. Да не наредам, да ги редам така, значи сите кои милуваа, а главни протагонисти во дефинирањето на македонската историја, особено овие 25 години од независноста, дојдоа тие што смета дека имаат храброст да зборат и да потсетат се ова што значи вистина, што е историја, што е наука. Вечерва имаме една ексклузивна можност и од професорот по уставно право да слушаме прекрасна изјава токму за вредноста на Уставот на Република Македонија. За бидам искрен, што ова морам да додадам како автор на емисијата, жалам што нашиот устав не е као Магна Карта Либертатум, кај што ниту запирка не смената да прави се и се што нашиот устав, но како и да е. Ние чудиме понатаму вториот круг, пред да одам со вториот круг. Фемола може реплика секако. Реплика на професорот. Тачно е тоа дека со Уставот на Република Македонија се кажа дека во рок од година дена треба да се донесат сите закони, да се усогласат за да престане важењето на сојузните закони. И во рок од 6 месеци дипломатските представништва да останат и понатаму на СФРЈ во европските и ваневропските земји, да ја представуваат и Македонија за 6 месеци. Меѓутоа тоа не се почитуваше нити уставното решение во уставниот закон дека оваа влада, овој парламент, председател на парламентот, председател на влада, остануваат подпредседател на државата, Лјупче Георгиевски, иако си даде оставка, остануваат, бидејќи новиот уставот не предвидува подпредседател на председател на државата, останува во снага се до новите избори. Меѓутоа, Стојан Адов како манипулант направи еден
амандманско со амандман рече не на гласањето на тој амандман, него до нови избори. И они закажаа нови избори, и парламентарни, и председателски, и тоа беше противуставно, така помина, првата влада падна и по прашање на башмена Тодор Петров, мислам дека по референдумското прашање имаше многу тешки дискусии. Тешки дискусии имаше за тоа што левиот блок во Собранието на Република Македонија изричито најостро ги нападна пратеничката група дека тие сакат да ја растурат Југославија. И ако она сама се растураше, да вие сакате да ја растурите Југославија, таа опција за опстанак на Југославија беше крајна цел на Социјалдемократскиот сојуз, Социјалистичката партија, Либералната партија, реформските сили, така натаму. Значи, тоа се гледа од парламентот дека не сакаа химната прво да се пее. Не сакаа да постават слики на кој се Делчев Никола Карев. Што е тоа? Кога се донесе законот за одбрана, Ристо Дамјановски го повлече. Ние го сменихме. Зошто? Затоа што он сакаше да ја пренесе ингеренцијата на Сојузното Министерство за одбрана, да тоа одлучува по Белград одлучува. И така, Белград одлучува, ние го повлековме законот, он го повлече законот, ние го разрешиме него и тогаш дојде Трајан Гоцевски, професор. Така да по референдумот, Лјупчо Ѓорѓевски беше против референдумот. Беше против референдум, плашејќи се дека со амандманското прашање може да се пројугословенскиот дух преовлада, дека имаме многу врска со Србија, роднински, пријателски, така натаму функционери. И Лјупчо вика тоа прашање абсолвирано со асномска основа. Од друга страна, самостојањето прво според постојниот устав на Социјалистичка Република Македонија беше предвидено да се промена врши само предлување до отцепување на македонскиот народ. Прво да се донесе одлука, прво да се бара референдум, народот да се произнесе, па потоа да се донесе одлука. Ние направивме обратно. Значи имаше многу дилема околу тоа прашање, а референдумското прашање го не прашање на Киро Глигоров. Ние, Блажен Исторски Клюсев, заедно со Киро Глигоров бевме во вилата во Охрид и он едно сабајале, тамо неку дена одмор земе, неку сабајале, знасе, ово лишче и во тоа лишче стоеше таа дали сте за самостојна суверена држава и така натаму. А кој го извади лишчето? Тоа е Киро Глигоров. Тоа е лишчето е напишано од Киро Глигоров. Предлогот, уствари, Андов и другите се сложиле со неговото, меѓутоа ова е негово. Друго, кога за Обединените нации за промена на името, промена на името БР и така натаму, Киро Глигоров и у неговите мемуари кажува, јас не го потпишав, не потпишав одлуката која е испратена до Обединените нации за прифаќаме БР и така натаму, него ја потпише Бранко Црвенковски. А Бранко Црвенковски таа одлука ја потпише Мангупски. Ние не се слагаме со тоа БР, но нема да се противиме. Што му значи тоа? Не се слагаме, но нема да се противиме. Значи, вие промените, ние нема да се противиме. Друго, по прашање на референдум. Не протестиравме. По прашање на референдум. Референдумот е... Не може со референдум ти да менеш име на држава. Тоа е веќе апсолвирано. Државата или името на државата стоело од векови, така натаму. Народот, историско име. Народот, тоа е историско име. А Библијата може да ја изнесеш на референдум? Библијата, бидејќи во Библијата 28 пати се споменува Македонија. Тоа Македонија како област, само до дека испод Катерини, испод натаму Лариса и така натаму, па до таму. Јас на метеорите бев, само тоа да го кажам, на метеорите бев и се враќам преку Лариса, ајде јадеме нешто, некој кокоши, влегуваме тука, викам, пошто драхми така, он вика, чекај бе, каже колку пари, абе, кај сте, јас сам вика, торвеш, од Македонија таму. Шо, абе, тука е Македонија, и јас почнав да читам, наистина до таму било, па, како област.
Колбасна. Спомнавте многу интересен момент, само се извинам, че имаме добар прилог, за и околу тој однос против македонската химна, 1991 година во собранието. Решија че да забавам третиот прилог, беше насловен "Зошто Бранко беше против македонската химна 1991". И таа југо носталгија, професор по историја, после ќе одиме со вас, па Бачев за меѓународните односи. Значи одиме со прилогот "Зошто и кој беше против македонската химна". Проблемот е во тоа, кој е за да се свири македонската химна и кој е против да се свири македонската химна. Дали некој се плаши, ако крене рака, дека е за македонската химна или ако е против македонската химна, дека нешто греши. Ако се свири македонската химна во оваа сала, сигурно сите ќе станеме или оние што ја почитуваат ќе станат. Оние кои не ја почитуваат дека излезат. Да се испеат двете химни. Ако е предлогот да се изведе само македонската химна, тогаш исто така ми се чини нема да бидат доведени пратениците од СКМПД во незгодна ситуација да го гласаат против тој предлог, бидејќи не гласаат против изведувањето на македонската химна, туку против предлогот да се изведе само таа, а не и југословенска химна. Ако е прашањето формулирано дека кој е само за македонската химна да се свири, молам така да гласаме. А не кој е за македонската химна за да би се довеле во заблуда другите дека се против македонската химна што сака да гласат и за двете химни. Тоа е едно што сакам да кажам. Ние, пратениците избрали од ВМРО, сметавме дека не можеме да го прифатиме решението на работната група за усогласување, на која што е донесено решение да нема никаква химна. На ваков важен момент сметавме дека мора да прозвучи македонската химна. Спремни сме да ја браниме Југославија, но само како заедница на рамноправни, суверени држави. Почитани ќе мисли секако, сакам да едно посетување, значи, кој и зошто бил или да про ет контра за македонската химна. Професор Миновски, што ќе рече историјата, со оглед дека ова се 25 години? Дали треба се срамиме и бегаме од белегот на државата, меѓу која е и химната, јазикот, идентитетот? На 8 септември сите јасно, гласно кажавте дека се ставени фундаментите за независна Република Македонија. Македонија вон границите на СФР, значи своја собствена самостојна држава, која си има своја химна и редно и нормално да се интонира македонската химна. Нема самостојна и независна држава која што нема еден од атрибутите е и химната, како што е уставот, така и химната. И тоа би било крајно непримерено и би била дефектна дури таа држава доколку нема химна. Грбот, химната и уставот, тие се атрибутите на државност. Со тие атрибути се представува и во меѓународните односи. Нема секоја држава кога се работи за представување, како што гледате дури на спортски сити, што е меѓународно правно однесување, да се представува и химната. Така се идентификува припадникот на државата или пак на припадници на државата на официјални, да речеме, представувања преку химната. Тоа е символот или тоа е атрибутот на државноста. Колку тоа не прави сериозни како меѓународен субјект? И на домашни на дворешен плат, со оглед дека тука ќе додам едно подпрашање до професор Бачев, бидејќи ние во Македонија во почетокот на 90-тите години немавме Министерство за надворешни работи, имавме Министерство за односи со странство. Значи, дали бевме свесни и јасни и гласни дали сакаме држава, дали сме самостојна, дали сме независна или меѓународно призната држава? Тоа е едно прашање вам, а господин Бачев да продолжи. Видите, јас ги следев овој период, да речеме, и дури од создавањето на државата од Асно па до 2004 и понатаму година и сите тие контексти што се случува, не е тоа само превидот кај нас. Сметам дека нашите политички фактори направија редица, да речеме, да не речем грешки, пропусти. Од знајни или незнајни? Повеќе
Поради тоа што се одеше во донесувањето на решенијата ад хок. Но не се правеше, ние немаме едно студиозно проучување за една стратегија или доктрина за развојот на македонска држава. Се задоволиме со онаа состојба каква што беше во Југославија. Особено, дури по моје подонај согледување, ако видите Уставот 74 година, кога републиките добија голема внатрешна самостојност, дури уставното уредување се промени од 74 година, ние бевме тој најмалку кој што партиципираме, да речеме, во тие промени што се случува во Југославија. И тоа е почеток на распаѓањето на Југославија, практично. Сега, ние, додека другите народи, словенците, србите, независно какви се нивните стратегии и доктрини, сите има, нивните академии науките подготвија долгорочна стратегија. Меѓу другото беше прашањето за дисолуција на Југославија. И од самостојно словенците беа подготвени за она од прогласувањето на отцепувањето на Југославија, односно објавувањето на самостојност. Кај нас тоа не беше случај. Страф или страв? Ниту и науката беше вклучена во такви. Ниту академијата. Ниту, да се разбира, и академијата најмалку. Затоа е страф или страв? Најмалку, не може би тоа е страф. Туку повеќе прифаќајќи се да ги водат работите некои други за нас. Но, професоре, си знам, бидејќи сум домаќен, вас сакам вие да зборите. Кој реков страф или срам, оти требаше се одработи. Таа титула, секој чест на исклучоци, таа титула академик да се добие, треба да се одработи. Тоа беа служби, КОС, УДБА, ред други работи кои дефинитивно беа против независна Македонија. Точно, али тоа треба институции со достоинство. Ние го немаме таа институција во името, да речеме, на академијата, која што може да се зафати со еден тако крупен проект, како што тие други го направи. Меѓутоа и политичките фактори многу битно влијае токму така да се одвиваат работите кај другите наши народи. Така. Од Југославија. Кај нас тоа го немаше. Го немаме можеби дури и сега. Ние немаме долгорочна, да речеме, стратегија. Затоа имаме вакви кризи, закви имаме падови. Се додека тоа не се направи, другите имаат долгорочна стратегија за нас. А другите имаат, за жал... точно. Не, имале и порано, ги има и сега. Да. Јас сакам во контекст на она што зборуваше Тодор Петров, кога се понесува актите и за самостојувањето, и за уставното редување, и за символите. А особено она другото за самостојање. Дали, да речеме, собранието или владата и го имаше во предвид историскиот контекст. Однесо дека Македонија беше распарчана или прераспарчувана неколку пати. И дека оној кој што зел територија од Македонија, особено да речеме грците, од тие низ историскиот период од 1944 со големата идеја, тие бара не ги интересираше составот на населението. Не им требаше простор, животен простор и стратегиска добра местоположба. И тие така добија, да речеме, тој дел од Македонија. И дори се сеќавате, мислам, тоа беше отворено прашање, кога после Втората светска војна стана прашањето за односите Југославија, Грција, особено монархистичката влада, адутот беше на грците за она што задним црста застана американците, американците, дека титовите тенкови може да за еден сат ќе слезат во Солун. Па со балканските војни Македонија не поделија за да го реинкарнират македонското прашање, дефинитивно да го затворат. Атина и Белград се договориле и затоа сите институции во овој дел од државноста на Македонија беа во функција на српските интереси. Во 92 година, нели, прво не признаа бугарите нас, нели, под како самостојна независна држава, меѓутоа не признава народ, нација и друго така. Меѓутоа тие подпиша еден договор со грците, стратегиски договор, кој што требаше да ги отвори патот на Грција за приклучување понатаму во западните сојузи. Никогаш не престана тоа, или она Милошевиќ, нели, игрите со грците. Значи, македонското прашање за ним е отворено, уште не затворено, сака докаде да го затворат. Докаде да го затворат, меѓу другото, беше со
оспорувањето на Тоа е прашањето за името. Од Правилно. географија, од етнологија, Македонија да, ќе ви дадам простор на контрреплика, сакавте на Не, само како појаснување, не. Професорот сакаше да. Уште Сепак збор има сакам предност ние. Ќе дадам простори на професорот Ние Бачев. да речеме закасниме, кога имаме споров со грците, академијата по една година успеа да реагира со нов брошурче кој 5 пари не вредеше. Повелите го се на... Ќе ми дозволите накратко, Значи, да се извинам веднаш. стана збор за атрибутите на државата, посебно за химната и нејзиното значење. Видите, во секоја држава, неовисно на внатрешното државно уредување, химната, заставата и другите символи. И грбот. Да, и грбот. Молам се, најзначајните новини на државноста и на државата. И не случајно, и во нашиот устав, поради нивното значење, што го имат во нашиот правен систем, уставен систем, тие ве молам се нормираат со првите одредби на уставот, со кои одредби се уредуваат и така наречена личната карта на државното уредување на Македонија. И второто прашање, за нивното значење. Со уставна норма се предвидува дека за химната, заставата, грбот, парламентот донесува посебен закон. И трета новина. Овај закон, ве молам, се донесува со двотретинско мнозинство. Ево, значи, еден квалификатив, значаен, што е значењето на химната, грбот, заставата, како важни символи на секоја држава. И кај нас, ве молам, не случајно тоа се уредува, значи, со устав, а уставна норма упатува дека другите подробности се уредуваат со посебен закон. Што значи дека ве молам, овие прашања представуваат на прво место уставна материја, ние ги нарекуваме материја конституционис, а потоа преминуваат во материја легис. И поднос на уважниот колега министер за законите. Ве молам, вие сте во право и точно е дека во уставот стоеше, во уставниот закон, во рокот 1 година. Меѓутоа, што се случи? Уставотворниот дом беше свесен дека нашата држава и секоја држава не може во рокот 6 месеци или до година дена да изврши целосно усогласување на правните норми. И затоа сега со посебна одредба во уставниот закон неслучајно се нагласи дека поранешните прописи сојузни ќе се применуваат како републички. И таквите прописи беа во примена, ве молам, 10 години. Не 1 година, значи колку што велеше за уставот, него 10 години имаме ние, значи 91 година донесување на уставот, а 2001 година дури го донесовме закон за облигационите односи. Не случајно, ве молам, закон за облигационите односи представува една кодификација на облигационото право и во секоја држава и кај нас е најобемен закон кој има над 1000 одредби. Се извинам, се мораме да направам, професор, министер. Погледнете, најмалку 20 институции државни го носат стариот грб на Социјалистичка република Македонија. Јас праќам абер до владата, никој не ќе погледни на затворна статистика на судовите со петокраката. Тоа е стариот грб. Тоа е проблем на самите институции. Зошто не се изврши согласување со новиот устав? Апсолутно. Петров спомна, за тој најпарод да сален, и вие, министре, тоа го спомнате, дека колку бевме подготвени да влеземе во дефинирањето и потврдувањето на независна држава. Со несречната, како што рековте, ливче од фиока изваде господинот Глигоров, вика, вели, ова е... Да кажам искрено еден податок. Само се извинам и ќе ви дадам бидејќи го сам Бачев, сакам бидејќи во неговиот докторат ја го прочитав докторатот, дел од докторатот, и видов таму дека до сега во нашите медиуми, во нашиот дискурс немаме таков моментум каде што македонската држава, зборам не после вашата експертска влада, кога насилно социјалдемократите, јас реков по трет пат и повеќе не повторувам, повканив дел од социјалдемократите и тоа вршкушката одбиле, не одговориле да дојдат. Ние немавме министерство за надврши работи. Значи имав министерство за односи со странство. Дали тоа го сам Бачев, го сам на Петор, можете и вие тука да додадете, уште еден дефинитивно блам, или како да го наречам, скандал за една независна држава, професор Миновски можете и вие,
Значи, да, ние во дефиниција немаме дефинирано Министерство за надворешни работи, како што спомна господин министер. Секретаријат за однос со странство беше во време на републиките во поранешна СФРJ. Од осамостилувањето со законот за владата Македонија си доби и Министерство за надворешни работи. Мислам баче дали сум јас погрешно цело време. Сега во ова што околу дискусијата, значи да не бидеме сватени погрешно, јас кога го укажувам на грешките, значи укажувам на грешките на политичките елити на државниот врв. Мене не ме интересираат левите, десните кои биле. Што ни вреди нас дали бил Лучо? Изборме на грешките кои денеска се плаќаат пеналите денеска 25 години. Имаме денеска грешки, значи не е битно дали бил во тоа време Лупчо крив, Бранко крив, дали сега е Груевски, дали е Заев. Што ни вреди ако државата ја снема, па после да викаме овој беше го не беше крив. Значи, еве, и тоа е една трагедијата македонска, немало домашно единство во тоа време. Значи, за најбитното прашање за независноста, еве сега слушаме тука од современиците од тоа време, левите биле такви, онакви, значи, како македонци немало домашно единство за клучните интереси. А академијата точно дека потврли, еве и денеска уште потврлува, тоа се сведува на институција на праќање на апели. Иако таму по дефиниција нели се смета дека се најучените луѓе, колективниот ум на земјата во таа академија, не најде во овие 25 години да напише една стратегија во која што јасно ќе ги дефинира тие 3, 5 или 6 точки во кои ќе каже кој да дојде на власт, нема да чепка во нив. Мано е за промена на името и јасно е која е име стратегијата. И сега, значи, на тие грешки кога се укажува, значи во тоа време јас сега не би наблегувал дали биле од неискуство или од незнаење, факт дека се направени. Па ја времето Киро Глигоров и Лупчо Георгиевски како председател и подпредседател дадоа заклетва меѓу другото дека ќе го штитат територијалното интегритет на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во македонскиот парламент. Значи се заколна дека ќе го штитат територијалниот интегритет на СФРJ. Они имаат заклетва. После се донесе таа декларација за сувереност на 25 јануари 1991 година. На истата собраниска седница се донесе платформа за Југославија. Се носеа некои контрадикторни документи. Значи не беше колку беше искрена таа волја, дали не верува во таа. Околу референдумското прашање пак да се навратам. На седница на собрание платформа за Југославија не се во референдумското на 25 јануари 1991. Референдумското прашање друг момент. Значи колку било тоа проблематично, дојдевме во ситуација после Бадентер да покаже една коректност. Кога Македонија ја прати во декември месец 1991 година барањето за признавање од европските држави, во мислењето број 6, кој се однесува на Македонија од 6 јануари 1992 година, меѓу другото таму не се спомнува нашиот референдум. А кај Словенија, кај Хрватска, како клучен документ се спомнува нивниот плебисцит. Значи не му било коректно и на Бадентер, бидејќи Киро Глигоров претходно како одговор на извештајот на ова Бадентеровата комисија која што нотираа претходно дека Македонија се изјаснува за сувереност, но во рамките на Асоциацијата на југословенските држави. И Киро Глигоров мораше со дополнително писмо 23 декември да се дообјаснува дека не е Македонија за асоцијација, него е за суверена држава, а Бадентер беше толку коректен после во мислењето број 6 кој се остави референдумот на Македонија, не го спомна. А во сите мислења се спомнаа клучните документи кај Хрватска, Словенија, кои што ја одржуваат, кои што ја издржуваат државноста. Референдумот македонски не е спомнат. Значи му било некоректно, бидејќи таму Европската унија тоа го зема како став дека Македонија се определува за Југославија. Со таквата формулација на тоа прашање. И денеска, тоа е точно што го каже господинот Наумов, јас при изготвувањето на мојата магистарска теза 2001 година имав интервју со Киро Глигоров, кога го прашав за прашањето, он ми кажа тоа беше одлука на државниот врв. Со Блаже Ристевски исто имав интервју, он ми го потврди тоа дека кога биле во една вила во Доран, вика Киро Глигоров најднаш од џебот извади едно липче и ни го покажа, вика, ова прашањето дека било. Значи, понатаму кога дојде постапката за прием во Обединетите нации. Значи тие грешки се редеа. Во последен момент Македонија беше примена на 8 април, се беше договорено да примена како поранешна Југословенска република Македонија и Грција непосредно пред приемот го актуализираше и знамето од Вергина. И тогаш имаше дури тој еден така поратоборен преседавач со Советот на безбедност на Обединетите нации Теренс Обранец од Нов Зеланд и буквално им свика на грците. Што сакате сега кога луѓето се определија века со такво фактички со превремено име, што барате сега со знамето? Значи Македонија немаше една конзистентна политика, барем знамето да го одбрани во тој момент. Прави една таква отстапка, се согласува на прием во Обединетите нации со едно срамно име, во тој момент не успеа да го одбрани знамето. Во последен момент што беше наметнато како одут од страна на Грција. Или на 2 месеци пред приемот Митеран предложи на арбитража меѓу Македонија и Грција, Киро Глигоров веднаш ја одби. Во тој момент било после одветно да ја прифати, но со таа арбитража да се разгледа целокупноста на односите меѓу Македонија и Грција, да се направи попис во Егејска Македонија, да се види дали има македонци, дали го живеат правата.
И во тој момент, ако така се постапаше, Грција ќе одбиеше арбитражето. И светот ќе добиеше уште една слика дека фактички Грција таа за причините за грчкото противење, или имаше еден данец, тој Јенсен, министар за надворешни работи, која сика на Грција, што сакате вие со барањето да го променат името, ги минирате основите на македонска нација. Таква изјава немаше од Македонија, од никој македонец во тоа време, од политичкиот врв. Значи се доведено во ситуација странците да бидат похрабри, да ги бранат нашите национални интереси. Значи, поентата ми е со една похрабра, со една поофанзивна политика, Македонија во тоа време можеше да постигне повеќе. Или да се и цело време како аргумент се взимаше дека ако Македонија не постапува така, ја имаме JNA. JNA во тоа време немаше концепт да војува. JNA беше договорен да се оди во април месец 1992 година, се отиде порано. На крајот на февруари. Зошто се отиде? Од некои туристички причини, бидејќи Европската унија најави дека ќе ја признае Босна. И на 7 април во Луксембург 1992 година примија Босна и целата трета армија отиде во Босна да ја почне војната. Значи оние немаа концепт и визија и сила да прават трет фронт во Македонија. И ако имаше една похрабра политика, ние ќе го зачувавме оружјето. Но тоа се сега причини кои што можеби заслужуваат по-добро анализа. И како што кажа господин Миловски, значи треба науката да во една 25 годишна дистанца да даде одговор на овие прашања. Тоа е тоа прашање што ќе затворам првиот дел на нашата емисија за придобивките, што понатаму ќе иде вториот дел, имајќи факт дека спомнате за JNA. Не смееме да го забораваме првиот македонски министер за внатрешни работи, тој господин Јордан Мјалков, кој заедно со екипата кој бе во владата на господин Никола Клюсев дадат несебична подршка да се спасат македонските регрути од Балканата игра, што Милошевиќ, неговата екипа, ја заговара за околу војна на овие простори. Беше Валканас, имаше одлука на македонскиот да испреке регрути. Словенија го прекина во јануари, Македонија испрекаше. Ја тоа би сакал бидејќи изборуваме за тие 25 години, што е историски факт. Ама немаше одлука на владата да се стопира, само уште една минута, немаше одлука да се стопира кога војната полиција правеше проблеми. Тоа ли е одлука на државен врв? Владата или да се остава вика криете се по своите домови, да не ве најдат. Тоа ли е одлука на влада на државен врв? Можеше да излезе јасно да каже што во таков случај. А не излезе премиерот покојниот Клюсев вика ако ви затропат на вратата вика криете се по домовите. Значи кој е сега вино? Ние до декември испраќавме 91 година рекрути, Словенија ги прекина во јануари. Меѓутоа сепак хабар чекој што се суспендира проект. И се кажуваше причината JNA. Ден дојде во кабинетот мој министер за правда, Јордан Мјалков, вика куме, само кум. За внатрешни работи. Имам една идеја, вика, мисла. Што е бе? Абе, сакам да ја одземам војната евиденција, вика, за да не одат нашите топовско месо. Викам, идејата ти е одлична, ќе одеме кај премиерот. Одеме кај премиерот, кој се покажавме, вака почната и он вика, а ќе викнам и Блаже. Четворица дојде и Блаже и сега. Како? Јас вика, Јордан, ќе организирам вечер во 12 сата од сите 35 општини, тогаш колку ќе имаше, во 12 сата сите ќе иземам камиони, ќе земам. Крушев, Блаже, вика, ама вика, ако разбере, војна, ќе дојде до војна состава. Добро, што ќе правиме, кај ќе носиме документацијата? Јордан вика, кај мене во Министерство за правда, во Министерство за внатрешни работи. Ја викам, абе, не е угодно кај тебе, ти си вооружена институција, JNA е тука, ќе дојде до Цуков. Каде? Во подрумите на собранието да ја ставиме. Да? И ако дојде JNA нешто да напајат, и повикаме мајките да легнат покрај собранието, тоа ми даде идеја, во Сараево имаше една таква ситуација. Арама и тоа не се уважи, и што се уважи? Да у камиони да се земе војната евиденција и да шета низ градовите. И сега, не знаеше за тоа ни Киро Григоров ништо, утремта премиерот закажа седници и вика, почитувани министри, ние вчера вика имавме една задача, четворицата ни кажа, ја одземавме војната евиденција, од безбедностни причини немаше време да ве викаме и да не се... Ристо Дамјановски од таме вика, тоа е противуставно, вика, слушај, вика, тој твој другар вика комши ми одзеде синоќа специјалниот телефон ми го одзел, ми го скинал обично така натаму. А јас се наспев 9 типа викам, јас се знам, правам се да ништо не знам. 9 па ти не си Горбачов, викам па да ти го земат специјалниот телефон. У тоа време Горбачов беше на одмор, кој се кавате, имаше една афера. И му беа исклучени телефоните и кој беше онај после него што се качуваше на тенковите таму. Дебе викам не си ти тоа. Јелцин, Борис Јелцин. Да, Јелцин. Викам па не си ти Горбачов па да ти исклучува телефоните.
Викам, слушай, ја знам дека ти сакаш ќе полагаш испит за генерал во ЈНА. Ќе те правиме, викам, македонски генерал, викам. Заеби таа работа, заеби Југославијата, камо генерал. И така се сврши работа, он отиде го порече закони, го смени и таа, значи, само една минута во прилог на ова што го кажа. Киро Григоров кога разбра, не вика, што сте направиле? Знаете ли сега ЈНА шо викат? А тоа е вистина, овој ни објаснува Камбовски, сојзниот секретар на владата, кој беше тоа време? Марковиќ, како се? Марковиќ, Анте Марковиќ беше председател на последна влада, последниот состав на влада. Камбовски го кажа, имало размисла, ако дојде до одзимање на војните евиденции за референдумот, ЈНА беше тука уште да не ликвидира нас, владата да ја ликвидира, тај да постави кристинска, како викаме, да постави нова влада која ќе изслуша да остане. И тогаш Киро Григоров вика, слушај, вика, Јордане, ајде сега, вика, ти да ги повикаш, од Битол имаме паравојска, ние некоја тамо, ајде да ги повикаш тамо битолчани, да, ако ЈНА онеде, они со демонстрации, мирни демонстрации, да не прифаќаат пасивни отпор, да не прифаќаат нови решени. И Киро сам кажува и во мемуарите, некој го пишува. Јас вика критичната вечер, го повикав еден новинар и му раскажа, ако ЈНА дојде и почне да собрание да бомбардира и така натаму, ти ова да го дадеш на македонската радио, од македонско радио, да го емитува се додека не те земат. А ја вика, мојот пример го ставив у онаа шахта, една од куќата дека живееше кај Апостолски, една шахта там го ставив, па вика се заклучи, што биде нека биде. А Јордан Мијалко и Клусев ги менеа колите, бегаа негде горе во водно, кај крстот дека ако сакале ќе најдели, не е проблем. Значи интересно е во сведоштво е се сведоштво кој не се само една минута ако може во прилог нова, значи се потврдува дека ЈНА цело време блефирала. Знаеш што беше утредната реакцијата на третата армиска област, соопштението? Како? Реакцијата на ЈНА утредента, после кога се презема утредента тргнало доле. Да излезе портпаролот. И ние викаме готови. Портпаролот излезе на третата армиска до судската палата, искрено кај горе дека официјалниот став на третата армиска област излезе утредента. Малку се утешевме, викаме готови. Излезе портпаролот и вика вчерашната акција на МВР со која што ги одзема оружје од магазините во Визбегово и ова што беше евиденцијата, ги оценуваме како атак на мирот. Значи, дипломатска флоскула, тоа беше силата на ЈНА. Во тоа време, значи, поентата ми беше дека ЈНА немаше капацитет, само блефираше дека ќе војува во Македонија. И релевантно беше дали ЈНА има или нема капацитет за да ја војува во Македонија. Релевантно беше дека власта на Киро Григоров и на СДСМ беа за Југославија и затоа сите обструкции за самостојна држава. Затоа, инаку народот си бараше самостојност и сувереност. А сите одлуки ги правда, ни стои ЈНА на глава. Па еве како пример, во расправата за нацрт уставот да го донесеме на 17 ноември, 90% од времето го изгубивме за член 1, да ја дефинираме државноста на Македонија. Дали Македонија ќе биде национална држава на македонскиот народ, дали ќе биде матична држава на македонскиот народ, дали социјална држава, дали социјална држава и така натаму. И ние од категоријата институтот граѓани создадовме нова нација како луѓе без идентитет. Тогаш зошто се лутиме на странците? Па, се види, бевме и жртви на странците, зошто? Во која смисла жртви? Жртви, во која смисла? Странците ви пречеа да дефинирате Македонија како Македонија? Македонија не пати од демократија, од суфицит на демократија, туку од врховизам. Ова територија историски била под окупација и не секогаш имаме власт која била сервилна кон окупаторот во Македонија. А врховизмот историски гледано не е некоја табу тема, тоа е сервилност на определена номенклатура која во отсуство на доверба од сопствениот електорат мандат за власт со оваа територија држава бара од некоја соседна метропола. Во 20 век тоа биле врховистите кон Софија, кон Белград, кон Атина. Денес во 21 век е Брисел, Страсбург. Затоа што цело време тие што сака да владеат биле под нечија команда. И затоа немаме ефективност во власта. Затоа сите одлуки што ги носиме како државен врв се
дефектни. Значи во најголем вината си е кај нас македонците. Ама ние сме жртва на специјална војна и 2001 година да я земеме. Јас од секогаш сум повторувал, па и тогаш и денес. И секогаш тоа ќе биде за мене вистина. Војната 2001 година не беше војна меѓу македонците и албанците, ниту меѓу православните и муслиманите. Тоа беше симулација на војна на определени големи сили кои сака да имаат своји сфери на влијание на овие простори. И после таа војна, и после војната во Косово, што добивме од овие држави? Македонија стана предворје на Калето, Косово стана на Бондстил. И цело време сме обсервирани со етнички и верски тензии, за да се реализират стратешки интереси. Зошто сега во Македонија се прават шарени револуции, се повторуваат сценарија на разузнавачки служби? Зошто? За да се обструира реализацијата на, да кажеме, на кинеската железница, на руските гасоводи и така натаму. А ќе се прави ли тоа кога Груевски и Заев седат заедно како македонци и кажат договор заедничко решение? Или Бранко и Лупчо 2001 година ако седна, ако кажат сега ја браниме државата, после војната пак ќе си правиме кампањи, ќе се вреѓаме, ќе се превор. Ги види еднаш да седнат да кажат сега ја браниме државата. Партиите не се апсолутна категорија. Не, македонците, не партиите. А партиите не се апсолутна категорија. Значи, дали ќе биде едниот или другиот или никој, партии постоеле, се формирали, се расформирале. Дали се спремни да седнат да кажат ние имаме македонско единство за овие точки? Веројатно не се. И затоа ни државата ваква како што е. Е проблемот на странците. Преговарат странците. Странците само ги користат нашите слабости. Они сакаат раскарани луѓе. Предлози. Да, го Педрил, еве вториот. Само ќе ви да го кажам колку сме ние сервилни за ова дефиницијата на член 1. Дали ќе биде Македонија, каква држава ќе биде. Иницијативата на Киро Глигоров до собранието беше во членот 1 да се дефинира Македонија кога ќе го донесеме, бидејќи ја прифативме таа иницијатива како држава на македонскиот народ и држава на равноправни граѓани, независно од нивното етничко потекло. За да бидат сите еднакви пред уставот и законите. Така беше во социјализмот исто член 2. Тоа беше во предлогот иницијативата што го прифативме за измени, за донесување на новиот устав. Меѓутоа, отпосле Социјалдемократскиот сојуз не прифати национална држава на македонскиот народ. Либералната партија на Стојан Андов предложи еден амандман Македонија матична држава на македонскиот народ. Го ставија на гласање, ВМРО ДПМН независните рекоа што му не го предлагат, ќе гласаме. Го изгласавме, амандманот пројде. Стана составен дел на уставот. Арнаба Киро Глигоров, гледајќи директно седницата во 12 часот навечер на полнок, што изгласа овие Македонија држава, матична држава на македонскиот народ, бргу во собрание, го викна Ландов, прекина седницата, амандманот се повлече. И станува пратеникот кој го предложи амандманот, Силјановски од Либералната партија, стана вели амандманот го повлекува. И Андо вели добро, амандманот е повлече, продолжуваме понатаму. Веќе нема расправа по амандмани, сите амандмани се изгласени. И ја викам, чекај господин Андов, тој амандман веќе е составен дел на уставот. Не можеш со изјава на пратеникот, предлагачот да каже дека амандманот е повлечен. И кога видам, не видам, велам уште една опција. Велам што барате, велам ваков начин на гласање, барам и мојот амандман да се врати повторно на гласање. Кој амандман? Предлогот на Киро Глигоров. Македонија е држава на македонскиот народ и на равноправни граѓани. И Андов го стави, меѓутоа повторно не доби мнозинство и така заврши расправата по член 1, остана само граѓанска држава. Меѓутоа битна беше за македонскиот народ и преамбулата на уставот која подоцна во 2001 се измени. Киро Глигоров земете го истиот случај. Собранието донесе одлука за членство на Македонија во Обединетите нации на 3 јули 1992 година. Одлуката не ја поднесе, го овластивме него да ја поднесе апликацијата. Никој не ја поднесува. Во јануари, 4 јануари, ми пристига од наши македонци во Обединетите нации, во Америка, ми пристига факс во кој пишува на прашање новинарите што станува со апликацијата на државата Македонија во членство на Обединетите нации. Портпаролот рекол од таква држава апликација барање не ја. И ние на собрание го поделивме пресот од портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации. Стана една гужва, брго во редна седница да бараме и рековме да почекаме малку, ако имат кабинет, ќе се покаже. Андов излезе, отиде со Глигоров, издебатира, он замина на Светскиот економски форум во Давос на 8 јануари и на главните вести во 19:30 на државната телевизија МТВ. Вест прва од кабинетот на претседателот. Која е веста? Во
Јавноста се шпекулира дека не сме поднеле, ама председателот поднел барање, но го дал на 4-ти, па не го однели на 8-ми кат и еве денес уште еднаш по втор пат поднесуваме барање за прием во Обединетите нации. И почна процедурата. Инаку не беа заинтересирани за членство на Македонија во Обединетите нации. Образложението им беше не одговарал моменталниот состав, променливиот состав на членките на Советот за безбедност, затоа Киро Глигоров калкулирал подобра опција. Меѓутоа, единствената опција негова беше асиметрична федерација. И затоа светот не препозна. 2+2+2. Почитувани, чудиме со 4-тиот прилог, тоа нека биде вовед за нашиот втор круг на прашања, што понатаму, а тоа се за манипулациите. Првиот министер владата на Македонија, господ Ѓорѓи Наумов, спомна токму за тоа дека еден од политичарите со слуша на Стојан Андов дека манипулираше и дека на 8 септември не учествувал заедно со своите колеги на бината на прославувањето. Водиме со тоа сведоштво, тоа е 4-тиот прилог. Ние ги користиме прилозите, почитувани, рекоме дека сите прилози кои ги испративте ги имаме на диспозиција и користиме како сведоштва за овие 25 години. Одиме со 4-тиот прилог. 8 септември 1991 година мнозинството од граѓаните над 95% се изјаснија за самостојна и суверена држава. Независноста дојде во еден бурен историски процес исполнет со многу искушенија и потешкоти, се сеќаваат дел од актерите на тие настани. Одлуката за референдум собранието ја донесе на 6 август, имаше идеи независноста да се прогласи со уставен закон, вели тогашниот председател на првото повеќепартиско собрание Стојан Андов. Тоа беше една зборувачка работа која можеше никој во светот да не ја признае. Најголем дел од тие што мислеа дека не треба референдум, вечерта на 8 се најдоа како централни личности кои слават. Па јас не бев затоа што така бевме договорили да направиме еден демарш на друго место да се избегнат некои можности, тешки последици за државата и така. Академик Никола Клюсев, председател на тогашната експертска влада, зборува и за чувството на носталгичност на одредени слоеви за обстојување на југословенската заедница ново модифицирана форма. Тогаш веќе почна убавите стрели на контрабавштајната служба, осудувајќи владата како сецесионистичка, националистичка, која сака да се отцепи од Југославија и така натаму. Како важен момент за едината на државата според Клюсев и осуетувањето на обидот на Милошевиќ и Мицотакис за состанок на балканските држави во Атина, инициран само 4-5 дена по референдумот. Делегацијата што тој ја предвидел во Софија и Букурешт резултирала со разубедување на бугарските и романските раководители дека состанокот во Атина е истиот оној од Букурештскиот договор 913-та. Глигоров предложи да ние одводно да одиме. Ја инсистирав тој да оди. Некои новинари, ваши колеги, зависите какви невкусни изјави давале, кој му даде право, например, да ја продава Македонија на Бугарија, замислите. Неколкумина од раководството, вели Андов, имав нејасен став што понатаму. Особено беше значено изгласувањето на уставот што се случи на 17 ноември. За меѓународното признавање на државата особено беше важна декларацијата за дисолуција што во декември ја донесе Европската заедница. Специјално формираната Бадинтерова комисија позитивно ги оцени само Словенија и Македонија, но признавање сепак добија Словенија и Хрватска. Бидејќи се јави Грција, која ставаше прибедба за Македонија, тогаш и беше формирана таа така наречена Бадинтерова комисија, која ни даде нам сугестии да донесеме 2 амандмана на уставот, со кои ќе ги отстраниме резервите на Грција и ги донесовме. Сепак тоа не беше доволно. Сенка на случувањето околу македонската самостојност фрлија бојкотот на референдумот на дел од албанското население и неподржувањето на уставот. Соработката во владата со министрите албанци, се сеќава Клюсев, била коректна. Вечерта на 8 септември, вели тој, реки народ се слива од сите страни на плоштадот. И тога јас еднаш, 2 пати се јавував на председателот Глигоров да слегне одводно. Дори третиот пат се сложи и излеговме на бината. И тога се отвори шампањско да се прослави независната рожба. Засрамени останаа некои личности што не можеше да ги видиме на бината. На жал, тие личности денес се челници. Многу од нив ги најбаѓа во разни кафичи или негде татува
Бугарија беше првата што ја призна независноста, следува признавањето од Турција, Словенија, Хрватска, Русија. Во 93-та Македонија стана полноправна членка на Обединетите нации, но под референцата БЈРМ поради грчкиот притисок околу уставното име. Прекрасен обдивус на прилози, што можете да добиете на јасна слика што е тоа што се случува овие 25 години изминати. Застрамени или ја пак ќе речем уплашени? Треба се одработи, почитувани гледачи. Тоа треба се одработи. Ако некој ве убаво нафатирал, ви убаво ви искеширал, така новинарска констатација, и вие морате тоа да го одработите. Нема да одите на бина, како што вика ми премиерот, првиот македонски премиер Никола Клјусев, да ја прославите независноста, да се радувате за независноста, а ви одите преку Дојран Дорјани, па да вели дека некој демарш. Како сведоштво, како очевидец, дали се случува за некаков демарш и дали имавте некој договор дека Стојан Андов не требаше да присуствува на биното? А каков договор? Тој е како председател на собрание по екс официо е должен го подпиша одлуката за распишување на референдум. Тој имал сознание, не тоа што Камовски Марковиќ го вика, дека ЈНА имала намера да ја ликвидира оваа влада и од страв да не и него го фати тоа нешто, избега во Солун. Така да, он нити гласаше, нити беше тука. Тоа е голема срамота, голема неодговорност или голема обструкција. Во крайна линија, значи он не е таа, иако подпише одлука за референдум, он не сакаше да се изгласа референдумот. Ја ќе кажем каде излезе во ова негова изјава. Снимката покажува кој себе на таа бина таму. Ево и ке мене ги има книгата, снимката покажува кој се. Господин Дандов вели дека дел од претенциите бара уставен закон за прогласување на сувереноста и тоа представувало едностранно отцепување од поранешна Југославија. Меѓутоа, зошто лаже? Кога ја донесовме декларацијата за сувереност на Социјалистичка Република Македонија на 25 јануари 1991 година, во точка 7 наведовме и таа декларација гласавме сите. Сите пратеници ја гласаа. Точка 7 вели, доколку спогодбено и демократски не се разрешуваат меѓусебните односи на суверените републики во СФРЈ или тоа се врши на начин на кој сувереноста на републиката се загрозува, Собранието на СР Македона се уставен закон со кој ќе ги утврди другите прашања од уставно-правен карактер со кој СРМ како самостојна и независна држава ќе го превземе извршувањето на суверените права што ги остварувала преку органите на СФРЈ и ќе го утврди начинот на спогодување со другите републики за правното наследство на СФРЈ и за меѓусебните односи според начелата на меѓународното јавно право. Завршен цитат. Ова е точка 7 која собранието акламативно ја усвои во декларацијата за сувереност. Од кога почна разврската на Југославија со војна од Словенија, Хрватска во Босна, собранието со заклучок побара владата врз основа на оваа декларација да му го предложи уставниот закон за сувереност, самостојност и независност. Владата ги предложи тој сет на закони и уставниот закон на затворена седница. Меѓутоа го обструира СДСМ со образложение тоа е едностранно отцепување и побара референдум. И тогаш Глигоров улета со референдумското прашање. Меѓутоа некако го стокневме со амандман да не биде се, ама Македонија самостојна не. Ова е се минути во кои ви ги остапувам во вториот дел од нашата емисија, тоа што понатаму, како да ја дефинираме, доизградиме нашата Македонија, да биде држава на сите кои живеат, не само во биохемија. Значи, државјани на Република Македонија, кои со чести задоволство го носат тоа атрибут и тоа право да бидат носители на државјанство македонски, и да изградиме со сите нишани, со сите сили, бидејќи не природно, че се согласите со мене, почитувани, да ова држава, како што рекате господин Кадрију, си има белези на државата, химна, знаме, грб. Да имаме паралелни белези на државата. Еве, тоа дека биде моето прашање за сите вас, че започнам со вас, а че завршам со Госен Бачев, како да изградиме Македонија во целост за сите? Подедам.
Да почитуваме. Можно едноставно. Како? Реков и повторувам. Ние го донесовме Уставот. Во Уставот се определивме за која држава сме, за какво државно уредување. И во Уставот исто така е нагласено дека државата за сите области ќе донесе конкретни закони кои морат да бидат во согласност со Уставот, како највисок правен акт. Треба да се почитува Уставот. Треба да се почитува законите. Со почитувањето на Уставот и законите се почитува правниот поредок на земјата. Се штити уставниот поредок на земјата, се почитува уставниот поредок на земјата. А тоа ќе се почитува ако нагласувам, цврсто се постапува, се однесуваме, работиме, постапуваме уставно и законито. Уставноста, ве молам, е врвна посебност за да функционира правната држава. Законитоста исто така. И јас сум индоктриниран во таа уставност и во пределбата на уставност уште од времето кога го студирав овај феномен од моите уважени професори. Имав чест и привилегија да бидем студент на професорите еминентни Лукич, Бартош, Ѓорѓевиќ, Гамс, Константиновиќ, Благоевиќ. Уставноста во земјата, во секоја земја која има устав, е главен и основен орган за дишење на државата. Ако уставноста ја нема, ако уставноста не се почитува, државата престанува да дише. Буквално престанува да дише. А ние во овај период, ве молам, мораме да нагласиме дека имаме ние сериозна повреда на уставноста. Ние имаме сериозна повреда на правото. И ќе нагласам, ве молам, ние зборуваме сега за политичка криза. А јас често пати на сите трибини, тркалезни маси, емисии, нагласувам. Преди да настапи политичката криза, кај нас настана правната криза, моралната криза и како продукт или последица на нив и од нив имаме политичка криза. Така да правната криза и моралната криза, ве молам, се главните партиципиенти во политичката криза. И кога станува збор за правна криза, што значи правната криза? Ве молам, правната криза значи кога ние имаме појави кои се противзаконити. Имаме појави кои, покрај тоа што се противзаконити, тие во своето битие содржат и конкретни и тешки кривични дела. Организиран криминал, корупција и други видови на штетни кривични дела со кои преку кои се подкопуваат економските темели на земјата, а тој кај нас извршено. С оглед дека имаме ние правна криза, нагласувам. За да се реши политичката криза, мора претходно да се реши правната криза. Без решавањето на правната криза, да не сметаме дека ќе можеме да излеземе од политичката криза. Благодарам многу. Господин Петров, во интерес на времето, сакам сите да имате господин Петров, а вие и со Мачото. Знаете како велат, од права и слобода никогаш доста. Правата и слободите не може да се квантифицираат. Ние кај нас ги ставивме во рамка на проценти и на апсолутни бројки. И имајќи предвид дека криза во државата има секогаш пред попис на населението, затоа што правата и слободите ги квантифициравме, сметам дека Собранието треба да донесе една уставна декларација со која ќе гарантира дека независно од пописните резултати затекнатите права за малцинските етнички заедници воопшто во уставот остануваат и понатаму во сила. За да имаме релаксирани односи во општеството. Затоа што во спротивно секогаш ќе имаме тензии за лажно пребројување, а ние веќе неколку пати имавме такви фалсификувани пописи на населението што создаваат огромни тензии
и нестабилност во дестабилизација во државата. И затоа сметам дека собранието треба да донесе на таква уставна декларација за да им гарантира на малцинските етнички заедници почитување на затекнатите права независно од пописните резултати. Тоа е едно и се разбира во секој случај, она што го кажа и професорот Кадрију, не може да имаме реформи на политичкиот систем без реформи на политичките партии. Системски реформи на политичките партии, кои секогаш ќе се залагаат за уставност и законитост. Секогаш кога го обструираме, го суспендираме уставот и законите, ја сведуваме државата на воинституционално преговарање и договарање со надворешни мешетари, доаѓаме до хибридни решенија кои го деформираат политичкиот систем утврден, уставниот поред утврден со уставот и законите на државата. И ние за жал сме жртве на сите заедно во оваа држава, една таква воинституционално договарање, суспендирајќи ги надлежностите на собранието и владата, како што се преговорите помеѓу четири политички партии со заклучеци договори на лист хартија на јазик кој не е служен во државата Македонија за паралелни институции, формирање паралелни институции или суспензија на надлежностите на постоечки институции на системот на државата Македонија. И се разбира уставност и законитост без наследство и агресија. Јас сепак мислам дека после 25 години од екзистирање на овој устав, време е да се формира нова уставна комисија која што ќе работи најмалку една година дена од експерти и стручњаци од областа на уставното право и да на површина има доста работи кои што во практиката се покажа како неефикасни, штетни, например штетни е да речеме мој предлог и моје мислење дека не ни требат ни совет на обвинители, ни совет на судии, нити илустрациона комисија, нити комисија за потекло на имот, како се вика, антикорупцијски така. Имаме бројни, ако ги земеш тие 200-300 лица, зимат плати по тоа, што се вика по 1000 евра и повеќе, а нема никаков продукт, нема никаква корист од тие. Добро си беше оно, ако е социјалистички собрание, тоа е единствено тоа кој ќе ги бира, имаш судии на Врховен суд, квантум на судии Врховен суд, кој да оценат стручноста, видих сега, нема морално политичка, се знае, ако да му оцени стручноста и да оди натаму собранието да си бира. Со тоа ќе се скратат низа на непотребни трошоци за оваа држава. Мислам дека е време, па сега... Ако сакаш да искомплицираш некоја работа или да не ја реши формира комисија. Господине Миновски, само интересно времето пократко имало. Да. Моето мислење е дека клучниот проблем е за политичката криза што настана кај нас не е односите берем сега за сега со малцинството, колку проблемот кај македонските политички партии. Се покажа на дело дека рецидивите од минатото се мултиплицира во сегашност. И се додека, условно речем, македонците не седнат да се договорат и во однос на уставот и за државата и што каде треба да оди и каква треба да биде во наредните децении и додека не се направи некој кодекс, условно го велам кодекс на најбитните прашања кои би биле како 10 Божји заповеди кои што мора да ги почитуваат секоја политичка партија што се односи до државата и до државноста, се до тогаш ќе имаме ваква состојба, затоа што сега практично политичките партии ја злоупотребуваат државата, действуваат воинституционално, воинуставно, како што сме сведоци, дозволуваме друг да ни ја води државата, практично сега ние немаме собствена легитимна власт и влада, туку имаме надворешни, условно речено како некој гувернер, во една така квази држава, условно речено, кој што ги диктира тековните работи во однос на она што треба да функционира како држава. И се до тогаш додека така не се седне да се расчистат тие работи, ќе го имаме ова. Затоа што не е гаранција ние сегашните избори по мене. Што гарантира дека
секогаш ќе се најдат истите аргументи што беа сега употребени, дека последните избори нема да ги признава, ќе излеза одново пратениците надвор од собранието, ќе дојде до нова парализација на државата и нова интервенција на външните фактори. Значи, тука треба да се бара решение. Благодарам. Господин Бачев, со вас завршувам. Па јас сега ќе го повторам тоа што го кажав, значи ние треба да престанеме да се делиме на македонци, да се етикетираме предавници, платеници, ќе ги слушаме тие формулации. Ние мора да разбереме дека сите сме македонци, а историјата ќе цени кој колку придонел. Некој ќе ги обоиме со бело, некој со црно, ама мораме да кажеме дека сите се македонци, дека сите припагаат на оваа држава. И клучното е најпосле да се вразумат. Од 25 години за жал го немаме тоа домашно единство, тие проблеми да си ги решаваме на домашен терен, со домашна памет и со сопствениот народ. Најлоша слика е која гледаме сега ова што странците ги заклучуваат по тие подруми таму на клубот на пратеници, ги држат до ноќните часови како што имавме ситуација пред 5-6 месеци и изнудуваат решенија во ноќните утрински часови на штета на Македонија и на македонци. Значи клучот е во нашето македонско единство и да не ги повторуваме тие грешки во минатото, бидејќи на стратешките приоритети на Македонија како што името се направија страшни грешки. Пак ќе повторам дека дури за мене подобро било во тој момент, на 8 април, тоа барање што два пати се поднесуваше, што беше спомнато во јули месец и во януари, подобро тоа барање да останеше закочено до сега во фиоките на Обединетите нации, отколку што останавме членка со тоа странно име, привремено име на кое се согласивме. Иако странци не биле секој пат, како што кажавме, непријателски расположени. Бутрос Гали во јануари месец 93 година буквално го моли Киро Глигоров: не поднесувајте сега барање, нема расположение да помине по Советот за безбедност вашето барање под уставното име. Но овие тргна, Јена ќе нападне, државата ќе се растори. Тој фамозен кафе муабет што блефираа Мицотакис и Милошевиќ во Атина, што нема врска, бидејќи во тоа време Грција е членка на НАТО и немаше Грција кој луксус се дозволи НАТО да ја нападне Македонија. Они може на тој кафе муабет си имале романтичарски муабет, ајде да ја поделиме Македонија. Но дали меѓународните околности во тој период го дозволуваа таква работа? Така да во тој момент значи подобро да било и сега кога веќе сме се согласили еднаш, сега е многу тешко да го одбраниме уставното име, макар во привремена форма што е направена таа смена. Али јас моите ставови се јасни во јавноста, јас се надевам дека дали некоја наредна влада ќе се охрабри и тој проблем од политичкиот ќе го префрли на правниот терен, бидејќи на Македонија и стојат 4 меѓународно правни механизми во Обединетите нации каде што може да се го врати уставното име. Ако една влада се охрабри, кој од тие механизми ќе го одбере, тоа е прашање на политичка оценка, кој од тие механизми може да даде најдобар резултат, така да постојат механизми, може да се врати уставното име во Обединетите нации. Благодарам многу, господа, што бевте гости во оваа емисија. Пригодна емисија посветена за 25 години македонска независност, или што секогаш мислам да дадам убав наслов, тоа е четврт век независност. Има своја тежина. Тежина е што навистина вечерва бевте тука собрани. Бевте тука собрани како сведоци, како сведоштво ваши сведоштва. Упативте порака до сите млади генерации кои растат во овие 25 години и кои денеска се сигурни во тоа што се, а тоа се македонци, такви ќе останеме. Уштенешка благодарам и сакам добро здравје и успех понатаму. Дај Боже да се видиме на 50 години македонска независност, бидејќи Македонија секогаш бесмртна, една е и така треба да остане во сите наши мисли и наши сеќавања. Честитки за денот на независност. 8 септември од сите нас. На Република Македонија. Сега бидејќи представник бев на владата, честитки на сите граѓани на Република Македонија и оние во диаспора кои се регистрирани како жители на македонци, така на македонците во светот и граѓаните во Македонија. Од празникот 8 септември, Бела ног, да ги посетат сите културни историски споменици кои во овој период од 25 години ги изградивме и да не ги фарбаат веќе натаму да ги оштетуваат, него да ги градат нови поубави. Ние рековме да се гради државата, а не да се разградува. И да не крадат. 25 години лажат и крадат. Расслојување на народот. Господин Томиш, ви благодарам за поканата, а посебно за поканата што ја нагласите за 50 години да се видиме, али јас една молба до тогаш да се видиме и повеќе пати. И да расправиме на овие теми, а и да расправиме за потребните реформи во нашата држава. Тие се нужни. Тие се нужни. Почитувани тоа пеа моите ваши соговорници, Ѓорѓи Наумов, прв министар во владата на Република Македонија, професор доктор Михајло Миновски, историчар, професор доктор Осман Кадријус, професор по уставно право, професор доктор Јанко Бачев, професор по меѓународно право
и председател на Светскиот македонски конгрес и пратеник во првиот состав на собранието 91 Тодор Петров. И од моје лично име, од мојата екипа, која вечера реализирава емисија за многу години 8 септември или македонскиот Илинден. Живи здрави, се гледаме наредната емисија во истото време. Пријатна вечер.